Председателството на МАНУ веќе донело одлука за промена на името на оваа најпрестижна научна институција, дознава Алфа од извори во Академијата. Според нашите информации, прифатено е едно од имењата кој во јавноста ги обзнани премиерот Заев, Национална академија на науките и уметностите или Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија. Акронимот, односно скратеното име МАНУ, ќе си остане исто. Официјално од Академијата нема никакво соопштение или став на председателството, а според најавите собранието на кое дефинитивно ќе се прифати новото име ќе биде одржано во четврток. Од раководството на МАНУ минатата година, кога му даде отворена поддршка на Преспанскиот договор со објаснување дека тој е оптимално решение што Македонија може да го постигне во врска со спорот за името, испраќаа пораки дека ќе сторат се нивната институција да не се преименува во Академија на науките на Северна Македонија, бидејќи имало простор за либерално толкување на членот од договорот кој се однесува на кодовите и придавките на државните институции. Договорот не задира, ниту може, ниту пак смеел да задира во тие прашања, бидејќи тие се супранационални норми и стандарди кои не можат да се одземат, ограничат, суспендираат и така натаму. Македонска академија постои само овде, не постои во Грција, или Македонски народен театар, или Македонска филхармонија, така што тоа именување не би им правило на нашите соседи никакви пречки. Меѓутоа, пораката од владата беше повеќе од јасна. Сите институции ќе го сменат името, а МАНУ нема да биде исклучок. Кратенката МАНУ останува, а академиците ќе го утврдат конкретното долго име на институцијата. Дел од академиците јавно се противат на промената на името и не го кријат својот бес поради наметнувањето на насилни решенија. Порачуваат дека МАНУ е институција со научна историја и интегритет и во никој случај не може да биде преименувана во национална или на Северна Македонија.